председателката на Независниот судски синдикат, госпоѓа Јасмина Величковска. Добре дојде во мојата емисија One Way Show. Добро најдов. Прво да ви заблагодарам за поканата. Чест ми е што гостувам на оваа телевизија, исто што сум гостин ваш, бидејќи е многу популарна и гледана, така да мислам дека ќе отвориме убава тема за дискусија. Вие како председател се залагате за подобри услови на вработените во судовите, така? Така, да. Независниот синдикат на судска служба веќе подолго време како се залага и јавно ги искажува своите барања, посебно за достоинствени услови за работа, фер плати, стабилни кадровски решенија, јасни стандарди и почитување на правата на сите вработени во судовите. Без силна судска служба, секако и без мотивирани луѓе, нема функционално судство. Ме интересира зошто толку го критикуваат судството и зошто има до 2% доверба? Па довербата е последица на долгогодишните политички влијанија, недоволно спроведени реформи и поединечни негативни примери кои ја засенуваат секојдневната честна работа на повеќето вработени во судовите, меѓу кои и судиите. Системските слабости ја казнуваат и јавноста и вработените. Во каков состојба е денес судството во аспект на вашите вработени? Па голем дел од судовите работат со премалку број на вработени, недоволен број вработени, нема кадар, застарана опрема, административен товар и огромен број на предмети. Тоа создава притисок, стрес и секако помалку резултати. Јасмина, што им фали тоа на судовите, на судиите? Постојано слушаме барања, немате услови, мали плати. Кои се воопшто вашите услови? Кои се вашите барања? Значи, ние имаме повеќе барања, меѓу кои први и основни се носење на реформските закони, што се веќе во владина процедура, дел си во собрание, односно законот за судови, законот за судски совет, тој веќе е во собрание, законот за судска служба, законот за обвинителска служба, законот за судски совет, тоа се пакет од закони кои треба да се донесат за да имаме квалитетно судство. Во моментов многу работи недостасуваат, пред се премалку вработени, над 500 студии се, скоро 500 во Република Македонија, значи посебно во кривичен и граѓански суд по 70 судии кај што се значи на еден записничар работи со тројца судии. Еден службеник исто така со тројца судии, значи најважно е значи да се примат нови вработени. Во кој дел поточно? Во кривичен граѓански суд, записничари, службеници, стручни соработници, како би можеле да не се одлагаат многу предмети, бидејќи фалат записничари и многу има неодржани рочишта во судовите, затоа што недостасуваат записничари, недостасуваат информатичари, преведувачи, значи комплетно целиот кадар е преполовен. Државата ги почитува колективните договори на судството? Па во глобала не ги почитува, мислам дека селективно ги почитува, ние од тие причини бараме да се испочитуваат комплетно во целост, бидејќи некои завршуваат и во фиока, така да имаме тука и пропусти. Јасмин, имам прашање за тебе, ме интересира дали вработените трпат политички притисоци кај вас? Па да, постојат и директни и индиректни обиди за притисоци, но вработените не смеат да бидат инструмент за ничи интереси. Синдикалната борба во судството некогаш била директно обструирана. Вистина тоа или не? Па и била, да. Ние како синдикат сме имале таква пригода пред 2 години кога протестиравме. Мислам дека беше апелациониот суд Битола, не ме држете за збор кој суд беше. Протестиравме сите судови и ни јавија мене како председател вработените во тој суд дека им вршеле притисоци, им пратиле трудова инспекција дека не се на работните места, меѓутоа ние како синдикат го решивме тој проблем, бидејќи кога сме на протест, сите сме на протест и не може да има такви притисоци. Браво, значи баш танака. Да, благодарам. Заедно. Кои се вашите клучни барања до владата и надлежните институции во овој момент?
Како што напоменав пред малку, клучно е носење на тие реформски закони. Да не бидеме сега само фер плати, него законите, во законите и одвојување на судскиот буџет, односно третата власт, од Министерството на финансии и од другите две власти. Што значи? Кога ние ќе бидеме под самостоен судски буџет, сами ќе одлучуваме за не само за платите, за реновирање на судници, за технолошки напредувања, за иновации и особено за нов кадар кој ќе биде посебно обучуван и такви работи. Унапредувања и сето тоа што ќе треба да ни се случува. И повеќето од јавноста нема доверба во судството. Како тоа влие врз луѓето што чесно ја работат својата работа? Па тешко влијае затоа што стварно луѓето кои работат во судот се чувствуваат неприфатено од јавноста само затоа што работат во судот, а работат макотрпно со многу предмети и вака кога јавноста ги критикува, стварно се многу разочарани. А по тебе дали е фер сите вработени да бидат ставени во ист кош за оние што имаат лоши примери? Па според мене не е фер, бидејќи освен посебно има исклучоци, нели, кои не работат праведно или континуирано да бидат како што треба. Има илјадници вработени кои честно си заработуваат својата плата, односно макотрпно работат и не е во ред сите да се ставаат во исти кош. Така е. Дали граѓаните би се шокирале кога ќе погледнат воопшто судството под какви услови работи? Да, секако граѓаните кога би имале пригода да видат во какви услови работат вработените во судовите, со колку илјадници предмети, колку и тоа макотрпно работат, колку мали се платите, тогаш мислам дека ќе сватат дека не се виновни вработените во судовите за нивната доверба во судството. Си имала ли некогаш директно влијание од некој од високите власти да ти каже: Јасмина, ти си претседател на судството, не е време сега за вакви барања? Имало и такви случаеви, но јас сметам дека не е погрешно време за правда и достоинство никогаш. Значи, ние сме отпорни на такви влијанија. Кој најмногу ја кочи реформата на судството, политиката или судството од внатре? Па јас сметам дека и политиката и системот од внатре, бидејќи кога двете страни немаат искрена волја, реформите си стојат. Значи треба и двете страни да бидат во кохабитација, односно да имаат волја. Така. Дали судството е жртва на политички пазарувања? Па во минатото често беше судството жртва на политички манипулирања. Меѓутоа, тие манифестации треба да бидат минато, така да тоа се надеваме дека повеќе нема да има такви манипулирања. Каков притисок трпи еден лидер во судството, како што си ти? Голем притисок, но сепак кога знаеш дека си со правата на вистинскиот пат и со честна цел, издржуваш. Значи, понекогаш личен притисок, понекогаш професионален, меѓутоа сепак ние не сме поколебливи, односно не се плашиме од такви притисоци. Сте били ли некојаш повикани од властите на оној разговор? Па што не си сакала да... Да, но секогаш сум одела цврсто исправено и без никаков страф. Имало такви моменти. Дали некои од повисоките судови или од судски совет, меѓутоа ние сме оделе со факти и така да и нив сме ги убедувале да застанат на наша страна и се случувало и сега се случува. Баш пред некој ден имавме најава за штрајк, меѓутоа претседателот на судскиот совет застана зад нас, рече ако треба ќе штрикуваме заедно, дајте да се избориме заедно за тие додатоци и навремено ни беа исплатени, така да еве благодарности до претседателот на судскиот совет. А имаме на прашање, имате членови суди во синдикатот? Па да, имаме членови во синдикатот и во другите два синдикати има членови на суди, тие учествуваат активно, меѓутоа не смеат да
како судии може да учествуваат во синдикат, не да оформат они синдикат, меѓутоа ете доаѓаат со нас и на спортски игри, се дружиме, разменуваме ставови, ние не сме на различни страни, ние не сме еден против друг, ние се бориме заедно за подобро судството, односно целокупната слика да биде поубава заедно да се избориме. Тоа е. Кажи ми, постои ли страф кај судските службеници јавно да говорат? Да, секако постои страф кај одредени службеници и тоа мора да се промени. Мислам дека ние како синдикална организација сме многу отворени за разговори и охрабруваме членовите да излезат со нас кога имаме протести или штрајк или кога одиме на преговори во влада, во Министерство за правда, така да полека и они се охрабруваат да излезат со нас секогаш на протести. Сте имале некој момент да размислите дали да се повлечам денеска? Па секој дали што би се повлекла? Секој што се бори за правда, понекогаш и размислувал исто така и јас, меѓутоа никогаш нема да се повлечам се додека не ги остварам нашите цели, односно подобро судство и среќни вработени во судовите. Што тешко е да носиш на грб толку многу Па така колеги, е, така ли? Да, така е, меѓутоа нивната искрена поддршка, мотивот и желбата дека ќе успееме е посилна од секаков притисок или страф. Што има поголема моќ, судството или политиката? Убаво прашање. Па сега во идеален систем судството. Меѓутоа во реалноста е политиката и не треба така да биде, па сега да видиме, се надеваме дека ќе се сменат работите. Есмина, што те мотивира да истраеш толку долго на оваа позиција? Па најмногу ме мотивираат луѓето што работат во судовите, нивната честност, пожртвуваност, така да за нив тие се мотивот. Да, вработените во судовите. Емотивна си, гледам дека си сакаш сите колеги да се, мислам дури јас те чувствувам и знам дека сите многу сакаш да помагаш. Благодарам. Што би им препорачале на граѓаните кои бараат правда, а ја чекаат со години? Па исто како и ние што се бориме да не губат надеж. Барајте, пријавувајте, притискајте ги институциите. И ние се бориме за подобар систем. Така исто и граѓаните да се борат. Да се борат, да бидат упорни, да како и ние што се бориме и они да притискаат во институциите, да бараат подобрување, да бараат излез од ситуацијата. А зошто секогаш морате притисок за некој предмет за да се изврши? Ако нели Па не е за секој предмет, точно е дека има многу предмети што подолго време се изготвуваат или подолго се чека мислам дека од тука и незадоволството и тоа 2% дека долго траат постапките, дека некои правни поуки се нејасни, неизготвени како што треба, меѓутоа сето тоа мислам дека е одраз на слабата финансиска поставеност без доволно судски буџет, оној што ни следува на судството, такво судство ќе имаме. Значи не може поинаку. Нема кадар, нема вработени, нема технологија нова и како ќе се изготви една присуда ако нема записничар? И судијата да го одржи рочиштето, нема кој да ја искуца, нема кој доставувач да ја еспедира. Значи сето тоа е поврзано, ние сме еден како ланец и не може еден без друг не можеме. Ме интересира еден судија кога е нарочист, кога ќе осети онака дека странката што кај него нели е во право. Дали некогаш го упоменуваат емоции, дали е возможно судија да има емоција кој некој? Да, и судиите се луѓе, имаат емоции секако. Меѓутоа во одлуката емоцијата не влијае. Значи влијаат фактите, доказите, правдата. Си е правда, не може со емоции да се донесе, меѓутоа секој судија е човек пред се. И секако дека имаат емоции, треба да ги разбереме, да се разберат, граѓаните да водат малку сметка, не само да критикуваат, малку да пробаме ние да ги разбереме вработените во судовите и судиите. Значи, не е некако порозево и во другите околни земји судството, само кај нас толку многу што се критикува. И еве, со овие реформи што сега владата вети дека ќе ги донесе и новите закони, се надевам дека и процентот ќе порасне. И ние како синдикат се залагаме и имаме барање исто до владата
и до сите пратеници од сите политички партии, кои го доставивме пред 2 дена исто до собрание до сите политички партии, да водат сметка за кога веќе се отвара законот за судови, да имаат предвид дека ако се изберат за суди, стручни соработници кои по 10 или над 10-15 години, 20 работеле во судовите, ќе имаат право веднаш да судат тешки предмети, некако сега кога ги избират од академија со 2 години само стаж, тие немаат право во кривичен суд да судат тешки предмети, односно над 5 години затвор, и они доаѓаат во прекршоци, во оделот за прекршоци. Во граѓански суд до одредена сума, на глоба не можат да судат предмети. Тие предмети, тие суди се изземаат и тука застанува застој. Им нема ефикасно судството. Кога би избирале, како и во минатото, се избира до 2007 од стручните соработници за суди со искуство минало 15 години, на 10-15 години стаж по положен правосуден испит во судовите, каде што тие знаат од достава до пресуда се, тогаш ќе се крене и рейтингот на судството и мислам дека довербата ќе се врати, затоа што тој е челичен кадар во судовите, не е со 2 години во академијата. Така да мислам, тоа барање, додека се отвара законот за судови, да се има во предвид. Значи, индиректно да не ги вработуваат со врски. Па мислам дека да се добие во квалитет е оваа работа, бидејќи со 2 години не може да заменат 10 во судот. Значи, праксата е многу исто важна. Секако и образованието. Секој правник во судот е со положен правосуден испит. Исто како тие од академија. Само што е плюс што имаат 10 години искуство, биле во судница, знаат што е пресуда, знаат се. Значи, на таа тема треба да се размислува, а ние понудивме едно решение. Ако веќе мора таа академија да постои, нека се изберат од стручните соработници или реномирани адвокати, па тие нека поседуваат 7 месеци откако ќе се изберат од страна на судскиот совет, да поседуваат академија за суди, колку да имате да имаат лиценца, меѓутоа ќе можат веднаш на тешки предмети да работат. Исто така не напоменав пред малку кога ме праша за што ни е нас најважно сега во моментов, освен овие закони. Секако ни е битни реформи во судскиот совет и тој закон се спрема, бидејќи и од внатре ние треба сами да си помогнеме. Ќе си помогнеме ако се реформираме. Јасмина, вие сте во кривичниот суд, во кој одел точно? Да, јас сум во кривичен суд, значи моментално сум во оделот за прекршоци, долги години работев кривична материја, малолетници, санкции, човечки ресурси, значи во сите одели подеднакво, така да тоа е убаво искуство кога ќе работиш на сите одели од таа материја. Моментално сум во оделот за прекршоци кој е сега актуелен. Да, тоа ме интересира. Да ми одговориш нешто во ова што е нели се поставено Safe City, сите возиме 50 на час. Така. Јас мислам дека треба да е 60, бидејќи нели овие коли што ги имаат некои по-добри, стартно име 50, така? Да. Што се случува во тој? Значи, се уште работиме по стариот закон, ние така работиме сега, додека нели не почне во сила Safe City. Значи, до сега за над 50 исто казнувавме глоба и забрано 3 до 12 месеци, исто како и за алкохол и за другите прекршочни постапки. Што ќе се случува понатаму? Па јас лично, откако се уклучија камерите, имам две опомени за 51 вожња, значи и самата не знам како ќе биде понатаму, меѓутоа секако сметам дека убав е системов, добро е за безбедноста на граѓаните да профункционира, а тие остапки мали секако дека ќе се договорат со нас, со законот и со надлежното министерство и ќе излезат со нов став дека ќе имам некоја толеранција колку што е во другите земји. Имате некоја бројка на неделно ниво колку опомени има? Сега ние имаме премногу предмети во прекршоци, значи по стариот систем, значи не можеме да совладаме од работа. Замислете сега со толку опомени колку ќе стигнат во судот. Ќе треба 3 суда да се отворат за прекршоци, сметам така. А некоја бројка имате онака? Па не, нели првиот ден министерот изјави дека од 100.000 и вториот веќе се намалило на 65.000, така да ќе се дисциплинираме и во сообраќајот. Значи им доаѓа паметно. Така е, да. Би требало да води со плот.
Еден тежок предмет, отприлика колку временски трае? Значи, година, 5 години? Значи, вака се зависи кривична и граѓанска постапка. Во граѓанска постапка може да трае и 2 години, и 3, зависи кривичните предмети и тоа зависи, еве гледаме, некои се завршува за 2 до 3 месеци, меѓутоа каде што е организиран криминал или каде што се повеќе обвинети, сигурно постапката ќе трае подолго, секако во интерес на правдата. Кој е вашиот апел до институциите со една многу јасна порака? Што би препорачале? Па јас би им препорачала дека правдата не е трошок, односно судскиот буџет да го пренаменат во судството, кај нас, за да имаме ефикасно судство, дека нема да сгрешат, дека правдата е темел на една држава и обезбедени услови за вистинско судство треба сега моментално и никогаш нема да биде доцна за тоа, за да судството функционира како што треба. Ако имате мог да донесете нека одлука, да смените нешто во нашата држава, што би било тоа прво? Што ви доаѓа на памет? Прво, политичките влијанија да не бидат, како во минатото, да не бидат поврзани со судството. Второ е законите, повторно, да ги донесе оваа влада, вети. И трето е повеќе вработување. На ниво на Македонија, колку судови се вкупно? Па вкупно има 27 основни судови, 4 апелациони, тоа се апелација Скопје, апелација Битол, апелација Штип и апелација Гостивар. Значи апелација Гостивар ги покрива Тетово, Гостивар. Апелација Штип Струмица, за да не набројувам, апелација Битола, Охрид и Стругат, и имаме специјализирани судови, тоа се Виш управен суд, Управниот суд, Врховниот суд и Посебниот уставен суд на Република Македонија. Вработени имаме 500 суди, 2200 бевме судска служба, сега со одлив на кадар, многу се пензионира, а немаме дозвола да примеме нови, останавме на 1600 вработени и суди и поротници. Тоа е комплетната слика, значи, за судството. Тешко ли да се работи како дактилограф? Дали? Па јас сметам дека една од најтешките работи во судовите е работата на записничарите, односно дактилографите. И од тие причини ние побаравме до Министерството, побаравме бенефициран стаж за труд Министерството и поднесовме апликација, барање за бенефициран стаж на записничарите, бидејќи повеќето грото од нив се со хронични болести, односно цело време се 8 сати, со иста положба на раце, на врат и се со медицинска документација. Повеќето се па и жени, бидејќи немаме нов кадар, пред пензија на 62, 63, 63 години, значи во судница се по 8 сати куцат. Многу често ни се случува да викаме брза помош, односно да имаат на самото работно место здравствени проблеми, така да најтешката работа е записничарската. И за нив бараме бенефициран стаж, исто така и за доставната служба. И они се, како да ви кажам, без униформа одат на ризични места на терени да достават на некој затворска казна. Значи се под ризик, немаат исто така судската полиција. Судската полиција нема нови униформи. Неслучајно пред некое време побаравме во новиот закон и бенефициран сад за судската служба, за судската полиција, бидејќи сведоци сме на она што се случи во Албанија пред 2 месеци, кога не можеа судската полиција го имаше убиство на судија во сред судница во Тирана, така да од тие аспекти ние треба да имаме професионална судска полиција. Значи професионална значи со редовни обуки, со униформи, со обуки за оружје, нели
да не е застарено, и лекарски прегледи, сето тоа треба да биде со новиот закон за судска служба. Од тука ние често апелираме да биде тој закон донесен побрзо, односно по пакет да бидат барем до нова година, за да би можел и без одложено дејство, бидејќи ни најавија дека законот може да биде со одложено дејство од 9 месеци. Тоа многу ќе ги закочи реформите во судството. Така да ние и апелираме ве уште еднаш од нашата емисија за законите да се донесат побрзо до сите пратеници во собранието и до владата. Отприлика колку ви се потребни записничари за да се завршат сите предмети? Која е таа бројка? Па зависи, еве моментално доставивме барање до судскиот совет за сите судови во цела Македонија, претседателите на сите судови доставија барање кој суд колку потреба има од записничари. Како да ви кажам, во кривичен суд ако има 70 суди, имаме помалку од 30 записничари, тие се повеќето во пензија ќе идат оваа или наредна година, што значи нас ни требаат многу и во граѓански суд многу записничари, меѓутоа не одобруваат средства ни за тие што замина во пензија. Значи имавме 240 вработени записничари и службеници и стручни соработници кои доаѓаат 10 години определено време, меѓутоа во март им го прекинаа договорот и останавме без тој кадар кој ни беше многу потребен. Што да кажам, значи сигурно над 40 записничари ни треба во кривичен суд, исто така и во граѓански суд, а дали ќе ни одобрат и 15, не знам, така нешто начувам, а не знам дали. Дали е вистина. Дали е вистина. Измените за закон кога во прашањето во делот на работа, вие ги давате како предлог или? Па да, вака во законот за судска служба, конкретно можам да зборам за законот за судска служба, работната група ја оформи министерот за правда, во која учествував исто и јас како представник на синдикатот, меѓутоа и повеќето администратори од сите судови низ цела Македонија, како и представници од Министерство за правда, Министерство за финансии, така да таа работна група успешно го заврши законот, еве предадена во влада, па да видиме како ќе течат постапките. Исто така завршени се и другите закони за судови, закон за судски совет, закон за обвинителска служба и тоа е пакет закони што треба да ги очекаме, нели, светлото да почне да профункционира. Дали судството е отворено за јавност, по тоа што гледаме дека за прв пат кај нас може, нели, граѓаните да гледаат? Да, секако. Еве со последниот конкретен предмет за Кочани, кој се суди во големата судница во Идризово, а новинарски екипи е дозволено, нели, да присуствуваат исто како и предметот со Вања, така да и понатаму судството ќе остане отворено за јавноста, исто како и во западните земји, значи на секое судење ќе може да биде присутна и новинарска екипа и незаинтересирана странка, односно кој сака ќе може да присуствува на судењата. Така да од тој аспект ние се унапредуваме и секако дека и тоа ни е битно и за реформите во судството, значи мора да биде отворено за јавноста. Кога сме веќе кај вработените, кога се превуваат или на оглас, се превуваат или воопшто не? Па да ви кажам искрено, во последно време немавме оглас, ема претходно кога имавме не се ни пријавува затоа што минимална плата е записничар е 24 сега и под минималната бевме. Значи судството стана неатрактивно за вработување и апелирам до сите млади да се пријавуваат. Меѓутоа, како ќе ги мотивираме? Неатрактивно е затоа што нема напредување. Ние, како синдикат, побаравме од судскиот совет да има постојано напредување, односно и Г ниво, што е како со средно образование, да може да бидат напредени од помлад референт, по самостоен референт, стручните соработници, завршил факултет, положил правосуден испит, од помлад стручен соработник на 20 години да биде помлад стручен соработник, значи да има напредување во советник, значи тоа кариерно напредување да биде одскочна даска за еден стручен соработник понатаму да цели за судија. До сега немаше кариерно напредување или многу ретко и од тие причини ние станавме неатрактивни за вработување на млад кадар, затоа имаме и само пензионери.
Исто така за за судиите поротници. Сакам да кажам дека 300 денари е цел ден рочиште, значи да присуствува на судење судски поротник. И бараме и за нив покачување на таа дневница од Министерство за правда, доставивме и допис. Исто така и за дежурствата, ние како во судовите имаме дежурства, односно итните постапки, на пример за пред странец, за брза вожња или сообраќајка, нормално полицијата го носи кај нас во судот. И да е викенд, сабота, недела или попладне, записничарот вработениот доаѓа со судијата, значи доаѓа попладне, неработен ден и го завршуваат предметот, за на пример на ден може да има 5 такви случаи. Само 300 денари надокнада добива. Значи тоа е, како да ви кажам, многу мала дневница за дежурства. Ние баравме покачување на тие дневници во Министерството за правда и во судски совет. Се надевам дека барањата полека ќе допрат до надлежните и дека ќе ги решаваме чекор по чекор, односно доволно е и законот за судска служба да се изгласа и во тој закон мислам дека водевме ред за сите потреби, така да ќе биде поефикасен. Како се платите во судската служба, пример во Европска унија, Македонија, дали ги гледате тие сличности? Па секако дека да ги следиме и во земјите членки на Европска унија платите на судската администрација се релативно високи во однос на просечната национална плата, обезбедувајќи стабилно задржување на стручен кадар и ефикасност на судовите. Судот на Европската унија нагласува дека платите мора да бидат објективни, предвидливи, стабилни и транспарентни, принцип кој сметаме дека треба да важи и за администрацијата кај нас, односно за кадрот во судството во Македонија. Во споредба со соседните земји Албанија, Србија, Косово, платите на нашата судска служба се доста пониски, што доведува до демотивираност и затоа и неатрактивност за работа во судовите. Со ова власт дали почнавте некој новитет, значи дали дојде до таа дигитализација што ве потребува? Да, имаше убав пример по наше барање, односно синдикалното барање на независниот синдикат на судска служба. Министерот за информатичко општество Стефан Андоновски воведавме, мислам заеднички со судовите, систем за апликации на уверенијата и на електронско издавање на уверенијата за неосудуваност, казнена и кривична евиденција, за уверенија за забрана за вршење на дејност и должност, во теки за дигитализација на граѓанскиот суд за уверенија за трето дете, така да од тој аспект ни се олесни малку работата, бидејќи со редици се чекаше пред судовите, поготово кога ќе има некој голем оглас или кога ќе треба да се студенти од странство да се пријават, со денови траеше тоа голгота на странките да чекаат и да се смрзнуваат надвор за да извадат едно уверение, а сега од дома онлайн можат одма да се извадат многу функционално и ефикасно е тоа. Сме задоволни, па сега чекаме и понатаму некои нови технологии. Дали има задоволни граѓани од нивните пресуди, многу ме интересира. Дискочот онака стрикни насмејани. Ретки се или? Па ретки се има, секако, но во судот не се делат сликовници или чоколади, секако е повеќето во кривичен суд се казни или прекршоцно глоби, забрани за возачки дозволи, така да има и такви воспитни мерки што делуваат многу поволно, поготово и за малолетници, каде што многу брзо се враќаат, се рехабилитираат младите. Во оддел за прекршоци секако не е пријатно кога ќе му се одземе дозвола на професионален возач или кога ќе се казнат за црвено, меѓутоа сепак луѓето знаат да си ја признаат вината и прогледувате ли с прсти онака некогаш кога гледате, ајде, гревато да го пуштиме? Пошто има нели многу, имаат голем бизнис, без кола не може да функционираат во ниту еден случај. Така е, меѓутоа... Има такви некои молби, ајде ве молам. Има молби, меѓутоа законот е друг, ние не можеме, глобата е врзана со забраната, така да во ниеден случај не можеме само глоба да изречеме, каде што има и забрана, например, за брза вожња, за алкохол, за црвено нема забрана, меѓутоа за
обврска на возачи кон пешаци, за пристигнување, каде што мора да има забрана. Меѓутоа, за тоа законот па се дозвола од до, например, од 3 до 12 месеци. И сега нормално на судијата е да процени како, што, колку, ама да не да се ослободи од забрана, не. Ако ви кажеш некој дупло ќе ви платам? Не може, нас не ни плаќа. Значи, глобата се плаќа на буџет на Се пошего. Да, забраната мора да се спроведе. Ние не ја спроведуваме, ние само пресудата кај нас се носи, а ја спроведува Министерство за внатрешни работи. Председателка, ми беше многу драга што ми бевте мој гостин во оваа моја емисија. Се надам дека ќе дадеме и добар пример на гледачите, ќе биде гледана, бидејќи многу, доста кажавте тоа што ќе ги интересира нашите граѓани. Ми беше често задоволство и се надевам дека ќе се видиме во нека друга прилика. Благодарам и на вас. Ви посакувам 2026 да ви биде најуспешна во кариерата. Еве во вашата емисија искажав дел од нашите ставови и барања. Вам лично ви посакувам 2026 многу успех во кариерата и во личниот живот. Благодарам. А на сите ваши гледачи им посакувам 2026 многу здравје, слога, напредок и секако со првите реформи во судството јавно ќе ги изнесам и кај вас во емисија и ќе да бидеме сите среќни и задоволни 2026 година. Поздрав! Поздрав!